Благодарам, председателе. Тамам за некој ќе помислевме дека нема никакви врски со приватизацијата како претходниот говорник. Денеска на дебатата и за него откривме всушност по кој клуч станал пратеник, меѓутоа не се. Тоа е очекувано, нормално во една држава која што ја спроведе приватизацијата така како што ја спроведе. Почитувани колеги, денеска имаме на дневен ред една точка предложена од колегите од СДСМ, која што во својата суштина не значи ништо. Меѓутоа, за граѓаните на Република Македонија, оваа тема за која што генерално и општо дискутираме има огромно значење. Зошто е тоа така? За разлика од многу држави во Централна и во Источна Европа, во време на приватизацијата во Република Македонија многу семејни трагедии се случија, многу луѓе останаа без работа, многу фамилии се затворија, многу луѓе избегаа надвор од Македонија. Кај нас во Република Македонија приватизацијата беше еднакво скандалозна, проблематична и гибелна за народот, како што беше и национализацијата веднаш после Втората светска војна. Знаете што е слично? Помеѓу национализацијата и приватизацијата, таткото на човекот кој што го предложи законот за приватизација беше творец на национализацијата. Дали ви е тоа познато? Истата фамилија. Истите припадници на Сојузот на комунисти на Република Македонија. Тоа е трагедијата на македонскиот народ. Тие што 47-48 година им ги изимаа на луѓето имотите, си се назначуваа себе за големи социјалистички директори, ја спроведуваа национализацијата, нивните деца и во буквална смисла и во преносна смисла ја спроведуваа приватизацијата. Затоа, во секој град, почитувани колеги, има по некој Стојко Пауновски. Во секој град. Вие кои што доаѓате од Скопје, помалку можете да го осетите тоа. Меѓутоа, ние кои што доаѓаме од помалите градови во Република Македонија, многу јасно и прецизно знаеме кој се ја спровел приватизацијата и кој се ќарил од приватизацијата. Во секој град има по некој Стојко Пауновски. За да ја најдеме вистината на приватизацијата, ние може да мафтаме со илјадници документи, со илјадници страни хартија, со илјадници закони, подзаконски акти. И ќе докажеме можеби нешто. Еве вака ќе излезе по некоја вистина. Па ќе видиме кој од пратениците на СДСМ, кога јас почнав да зборувам, излегува одговорница зашто лично учествувале во приватизација на одредени комбинати низ Македонија, знаат дека знам, па си вика тај поарно да не бодеме очи. Ќе докажеме чии дедо, татко и така натака учествува. Ама знаете ли најдобро како ќе докажеме која е вистината за приватизацијата? Ако погледнеме каде денеска е сконцентриран имотот во Република Македонија, кој има имот. И кога зборам за имот, не зборам за куќа, не зборам за стан, не зборам за кола. Тоа секој кој што работи трудолюбиво може да го заработи во еден животен век. Зборам за имот во огромни вредности, зборам за имот во десетици и десетици милиони евра. Зборам за распарчување на огромни комбинати, кои што имаа само како вредност во магазинскиот простор тешки милиони на почетокот на 90-тите години. За таков имот, почитувани колеги, зборувам. Зборувам за имот на оние чии деца денеска од лудост не знаат што повеќе да направат, не знаат каде да отидат, не знаат по колку стотици илјади евра да потрошат за своите автомобили, не знаат од кај да почнат своите животни задоволства да ги задоволуваат и да ги затвараат. За такви имоти зборувам, почитувани колеги. Така ќе ја докажеме како беше приватизацијата. Затоа, почитувани колеги, денеска се случува човек кој што десетина години работи во политика да има стан од 200 квадрати,
Ај најдете ми човек нормален, кој што работи 10 години било што, па изима 1000 евра плата, да може во центарот на Скопје да има стан од 200 квадрати. Ај најдете ми го тоа. Ај објаснете ми. Или ви се гледа намерата, ви се гледа желбата. Десетина од вас вчера и денеска рекоа, ајде да затвориме оваа тема и да погледнеме кон иднината. Ајде да се израмниме, па и ние, па и вие сте биле криви. Да се воедначиме. Не, почитувани колеги, никогаш не можеме да се воедначиме. Поради тоа што нити нашите идеолошки татковци учествувале во национализацијата, нити нашите идеолошки татковци учествувале во приватизацијата. Оние неколку предавници на идеологијата на ВМРО, предводени од поранешниот председател на ВМРО, Љупчо Ѓоргиевски, тие не се ВМРО. Зашто ВМРО не се станува ни со одлука, ни со членска книжка, ни со гласање. ВМРО се станува само со почитување на принципите на ВМРО. А тој што нема да ги почитува принципите на ВМРО ќе заврши на буништето на историјата како што заврши Љупчо Ѓоргиевски и неговите соработници. Така ќе заврши. Ние имавме храброст да го расчистиме тоа и да му ја покажеме вратата на тој човек. Вие немавте храброст на вашиот Бранко Црвенковски да му го покажете тоа. Зошто? Заради тоа што тука, во парламентот сте бирани внимателно. Братучеди, послушници, роднини, пријатели, стечајни управници, внуци на стечајни управници. Кој ќе очекувате вие да побара оставка од Црвенковски, како што ние побаравме од Ѓоргиевски? Кој? Па ако се оди Црвенковски, ќе биде Игор Ивановски тука? Никогаш. Никогаш. Вашето членство не го сака. Или господинот Макредули ќе биде пратеник во собранието? Никогаш. Вашето членство не го сака. Да има на рейтинг мерењено под 0, таму ќе биде. Помина времето кога некои луѓе околу Љупчо Ѓоргиевски сакаа да личат на СДС. Тоа им беше филозофијата, така зборува, така велеа, да и ние како СДС да бидеме. Ама помина тоа време. Најдете еден човек денеска во оваа држава, нормален човек што сака да биде како Јани Макредули. Еден човек најдете тако. Никој во оваа држава не сака да биде таков. Најмалку ние сакаме да бидеме такви. Дали разбирате? Концептуални промени се случија, почитувани колеги од СВСМ. ВМРО ДПМН најде место, начин, храброст, лудост, луцидност, со ќотек ја чистевме партијата. Бевме под закана. Јас не живеев дома 2 недели. Јас лично, Илија Димовски, бев под закана кога ја чистевме партијата од тие таквите. Не живеев дома 2 недели. И ова сум го кажувал на многу од вас во приватни разговори. Меѓутоа, ние најдовме храброст да го направиме тоа. И затоа денеска во ВМРО ДПМН има и млади луѓе, и свежи луѓе, и луѓе кои што никогаш не биле на позиција. Кога бил Трајче Димков на функција? Па Стојко Пауновски со цела фамилија се по функции 20 години. Ајде да го споредиме со Трајче Димков од Штип. Човекот 8 председател на борачкиот клуб во неговиот град не знае што е тоа функција. Или со Лилјана Кузмановска, или со доктор Пачков, кој што цел живот се борел за работничките права во Куманово. Или сакате за доктор Миле Пачемски да ви зборам. Или за еден човек како Коџобашиев. За тие сакате да ви зборам? Или сакате за вашите да ви зборам? Тоа е разликата. Затоа во ВМРО ДПМН министер може да стане секој. Па и еден Панче Кралев кој што никогаш немал партиска функција, меѓутоа има капацитет, учел надвор од Македонија, знаел, работел, се надоградувал. Кај вас во раководството на СДС сега додека сте во опозиција никој не може да припари. Никој не може да припари ако нема бекграунд, ако нема препорака од неколку големци. Сакате да ви го нацртам раководството како е составувано и кои се коалиционите партнери во раководството на СДС? Кои се луѓе на Фрчко? Кои се луѓе на Хари? Кои се луѓе на Радмила? Кои се луѓе на Црвенковски? Тоа сакате? Затоа имате проблем. И затоа не можете
никогаш нема да можете да се изедначите со ВМРО. Се додека не расчистите со неколкуте први реда во СДСМ. Јас тоа искрено го посакувам. Колку и да мислите дека лажам, колку и да мислите дека лицемерно го размислувам тоа и го зборувам, јас искрено го посакувам тоа. Зошто во тој случај ќе имаме нормална дебата и ќе дебатираме за проекти, ќе дебатираме за програми, ќе дебатираме за концепти, за идеи, ќе се надпреваруваме. Што правиме ние денеска? Сте пуштиле ли некогаш од дома да гледате на што личи Македонското собрание? Сум бил 2-3 пати под настинка, па сум гледал од дома да видам како денеска изгледа Македонското собрание. За разлика од она собрание 90-тите години, денешното собрание е надпревар на навреди, надпревар на омаловажувања, надпревар на лаги. Ви се кажува, абе Словенија не е таков моделот. Вие упорно Словенија. Ви се кажува, абе не можете ова, ако го изгласаме денеска, устав менуваме. Ако го менувате устав, уставен суд не може да решава за тоа. Вие упорно тука, ви се кажува, хартија е ова. Не, вие викате камен е тоа. Зошто? За инае. Зашто не можете 6 пати поред да победите на избори? Абе не сме ви ние криви. Ние си ја бркаме нашата работа. Вие сами сте си криви. Немојте да не рамните со тие неколку кајвас кои што се нечесни. Почитувани колеги, тргнете ги од кајвас тие што се нечесни. Нека останат честните во СДСМ. Има многу такви. Има многу такви. Многу обични луѓе кои што се противат на политиките и по однос на економија, и по однос на внатрешна политика, и по однос на малцински прашања, и по однос на надворешна политика. Стотици луѓе од СДСМ никогаш нема да гласаат за вас зашто имате таква и таква политика за името, за знамето, за малцинствата, за едно, за друго. Дали го разбирате тоа? Ама не ви е ВМРО криво, бре луѓе. Не ви е ВМРО. Немојте и нас да не влечете во каота со вакви постапки. Сакате да се изедначите со нас, абе не можете. Нема начин, нема сила додека не си го изчистите вие дворот. Сработете си ја дома работата, луѓе. Зашто не е убава работава. Дебатава не чини, дали разбирате дека на крв сме тука дојдени. Секој на секој гледа штета да му направи. Секој на секој гледа проблем да му направи. Сте си ставиле ли прст, родители можете да ми бидете сите. Ја имам 30 години, по 60 години имате вие. Сте си ставиле ли прст дека овие неправди, овие навреди, овие омаловажувања, овие газења се памтат со генерации? Дали знаете што правите? Па македонскиот народ, фала му на Господа, со исклучок на периодот после 45-та, кога имало апсење и ликвидации, никогаш не влегол во братоубиство. Никогаш не влегол во такви работи. Немојте бре сега, луѓе. Немојте заради 5 луѓе кои што ви ја водат партијата да изедначувате секој со секого. Ленче Софрониевска ќе изедначите со Миле Пачемски. Или Хари Костов ќе го изедначите со Хари Шокаровски од Охрид. Што ќе изедначувате? Што ќе израмнувате? Кој со кого? Дај да видиме имотот кај, бре луѓе. Дај да видиме имотот кај. Оваа држава, по ваша проценка на вашата влада 93-та година, имотот општествени вредеше 4 милиарди евра. Кај се тие пари? Кај завршија? Како може луѓе кои што возеа 101 пред 20 години сега да имаат шпедиции, сега да имаат компании, рудници, стада по илјадници овци имаат, фирми градежни, телевизии, бензински пумпи? Тие ли сакате да ги израмните со Пачков? Со кого ќе ги рамните? Со Лиле Затуровска од Струга? Или со Роме Тренов од Ново село? Човекот за викенди работи земјоделие дома. За викенди работи земјоделие. Со кого ќе го рамните? Со овие што имаат десетици и десетици милиони? И вие ќе се борите тука, ќе се тепате, ја ве разбирам. Си имате и вие некоја идеологија. За кого се тепате? За кого се борите? Кој ви е концептот? Сте се запрашале? Што, се надевате дека ќе стават директори и функционери? Прашајте ги вашите предходници од СДСМ пратеници, кои што до ден денеска во Македонија пат работат како патари.
Тие што гласаа закони за приватизација, за да можат овие денеска да имаат такви милиони, пратеници на СДС, денеска работат патари во Македонија пат. Имале концепт дека комунизмот е исправен, се учеле во комунизмот, верувале во таа идеологија, мислеле дека на исправен пат. И ја ги почитувам таквите, има и тука неколку такви пратеници од СВСМ, почитувани од моја страна, кои што уште си се заради идеологија во таа приказка. Ама тие луѓе завршија како патари. Дали разбирате? Се вратам формално правно на темата. Кога збориме за конфискација на имотот ве боли. Сите викате, не, дај затвориме темава. Не бе, ајде да отвориме. Ако мислевте дека ќе го зачутите ВМРО со ваква една иницијатива, сте се излажале. Не само што не го зачутувате, туку отварате сега, допрва отварате тема. Допрва, по име и по презиме. Зошто по име и по презиме ги знам јас моите комшии кои што останаа без работа. Зошто по име и по презиме ги знам луѓето кои што секоја недела идат кај мене и вараат парче леп. Како пратеник мислат дека сум семоќен, а не сум моќен. Зошто знам дека наврата ми идат комшиите. Живеам во зграда со 50 стана. Знаете какви им се изрезбани лицата? Знаете какви маки има? Тие луѓе се со име и со презиме. Ама и на другата страна се луѓето со име и со презиме. Ако мислевте дека ќе го зачутите ВМРО, сте се излажале. Зашто ВМРО е партија која што ја правеа и во 90-тите и ден денеска луѓе кои што беа потргнувани од системот, луѓе кои што беа изолирани, кои што беа унакажани, покажани, кои што беа проблематични за системот. А елитата, оние кои што беа на позиции, кои што беа вработувани без проблем по цели фамилии на најдобри позиции, јавни обвинители, судии, стечајни управници, директоришта по еден куп, тие беа на другата страна. По некој успеваше да ви се протне, кој што викаше колегата Тито Петковски, 16 луѓе со ВМРО-вска провиниенција дозволивме да бидат судии. Ама 620 ставивте по партиска оценка. 96 година. Знаете како ги стававте? Сопруга на градоначалникот СДС, судика. Родител на активисти во подмладокот на СДС, судика. Жена на бизнисмен близок до СДС, судика. Тие луѓе беа стечајни судии. Тие луѓе влегуваа во стечајните судски совети. Тие луѓе решаваа за фирмите во градовите низ Македонија. Секаде е исто. Луѓето знаат како беше. Ги памтат имињата, ги знаат луѓето, ги знаат. Ги знаат во секој град. Не можете вие со една блеф партија во собранието да мислите дека ќе се заборави сето тоа. Нема никогаш да се заборави. Зашто приватизацијата е неправда нанесена на македонскиот народ. Уште еднаш ќе ви кажам, ако мислите дека ќе го зачутите ВМРО на овој начин, сте се зезнали. Зборувате за фесал аранжманот, почитувани колеги. Се потрудив на секој одној од вас кој што има желба, ќе ви го поделам списокот на фирми кои што влегле по фесал 2 аранжманот, за кој што вие го обвинувате ВМРО дека е криво. Почитувани колеги, тие фирми, кога ВМРО ДПМН е дошло на власт, макар водено и од Љупчо Ѓоргиевски, вашиот коалиционен партнер, биле во тешки долгови. Да беше тука колегата Стојко Пауновски, ќе му кажев дека Југохром 98 година само спрема пензискиот фонд имал 10 милиони тогашни денари долг. Спрема државата по основ на даноци 24 милиони денари долг. Друг долг спрема државата 485 милиони денари. Знаете ли колку пари е тоа? Знаете ли колку пари е 485 милиони денари? Југохром само. Заплати на работниците, кога сте си оделе од власт првиот пат, сте им должеле 46 милиони денари.
Тоа е Југохром што влезе во ФЕСАЛ 2 аранжманот, за кој што вие ВМРО го обвинувате, ама сте го оставиле со такви долгови. Или за САСА, не гледам тука никој од Источна Македонија од пратениците на СДС, излегува. За САСА 58 милиони денари должела само на фондот за пензиско осигурување. 6 милиони и 500 илјади денари должела за даноци. На државата по други основи должела 93 милиони 800 илјади денари. 98 година. За плати на работниците должела 12 милиони денари. 98 година, почитувани колеги. За ФАС 11 октомври, некој нас не спомна, денеска слушнав. ФАС 11 октомври, кога сте си оделе од власт првиот пат, на фондот за пензиско осигурување му должел 240 милиони денари. ФАС 11 октомври на фондот за пензиско 240 милиони. На фондот за здравствено 85 милиони. За даноци 117 милиони. На државата по други основи 126 милиони денари, а за плати на работниците 103 милиони. Вие ВМРО ќе го обвинувате за ФЕСАЛ 2 аранжманот, како не ви е срам. Милиарда денари ФАС 11 октомври сте го оставиле во загуба 98 година. Милиарда денари. Знаете ли што е време, луѓе, милиарда денари? Каде е отидена таа милиарда денари? Каде е отидена? Злетово топилница сакате? За Велес? Само на државата топилницата во Велес должела 153 милиони денари. А 90-тите години се кажуваше на сметка 80 милиони марки дека има таа топилница. Ама има некои луѓе од таму што сакаат да пропеат како ги плаќале кампањите на СДС и 94 и 96 година. И ќе дојде ден, ќе огрее сонце и тоа ќе се открие. Како еден таков комбинат кој што во резерви имаше злато и сребро, го доживеа тоа што го доживеа. И на крај доживеа да биде во собственост на Фершпет, Макпетрол и Комерцијална банка. И тие три фирми, блиски на СДСМ, го продадоа на Минеко и на Метрутхем и уште храброст овие од СДСМ вика ова топилница во ВМРО е крива. Зашто е крива, ве луѓе? Само на државата од топилница сте ја оставиле 150 милиони денари долгови 98 година. Сакате за Тораница? Да ви прочитам. 30 милиони на фондот за пензиско, 15 милиони за даноци, 23 милиони за други долгови. Сакате за Злетово рудници да ви прочитам? 156 милиони само на фондот за пензиско. Сакате за Македонка ткаенини или за Македонка пределници? Сакате за Силика да ви прочитам? Сакате за Астибо да ви прочитам? 37 милиони само на фондот за пензиско. Сакате за Нокатекс Велес со 52 милиони денари само на фондот за пензиско. Сакате за МЗТ да ви прочитам? Сакате за Карпош ткаенина, за Микрон од Прилеп, за Кочанско поле? Не го гледам колегата Миле Андонов тука да влезе, па да му кажам колку долгови оставиле. Еве за Кочанско поле. Колегата Миле Андонов го видов тука низ собранието. Веројатно по наредба излезе. Кочанско поле 98 година, само на фондот за пензиско должел 102 милиони денари. На фондот за здравствено 38 милиони денари. За даноци 50 милиони денари. По други основи на државата 224 милиони денари. Дали знаете колку пари е тоа, луѓе? И на плата на работниците 15 милиони. Само Кочанско поле било во минус од вашите социјалистички директори пола милиарда денари. Па знаете ли бе, со пола милиарда денари што се прави? 2 болници во Велес од темел ги прекопавме. Од темел ги прекопавме. Сменивме и санитарија, сменивме и под, и таван, и џамови, и внесовме опрема, магнетни резонанци, компјутерски томографии, вакви апарати, такви апарати во Јасеново и во болницата.
Вие само од една фирма Кочанско поле сте ги измъкнале тие пари. Пола милиарда денари. Вие ме најдовте храброст да зборите. Кој ви е дал тоа право? Неправди сте правеле, луѓе, дали сте свесни за што правиме муа? Сакате за Зик Куманово да ви зборам? Сакате за Вино Јук оранжерии да ви зборам? Сакате за Атомот Кочани? Еве уште една фирма за Кочани. Еве, вака, миле ми е пријател, го почитувам, пиеме кафе после седмица. Ама му ја кажувам вистината. Атомот Кочани, не знам денеска кој е собственик и не ме интересира. Ама Атомот Кочани 1998 година сте го оставиле со следниве долгови. Запишете, гледам Мисовски запишува, запиши, направи математика, ја да не сметам тука. 185 милиони само за фондот за пензиско. 62 милиони на фондот за здравствено. На фондот за води, или не знам за шо е ФЗВ, таква институција не постои сега. 7 милиони 696 хиляди. За даноци 50 милиони денари. И за плати на вработените 46 милиони денари. Тоа вкупно заедно е 400 милиони денари. Со 400 милиони денари во Кочани ние што имаме направено? Да ви набројувам патчиња што се асфалтирани, да ви набројувам апарати во болницата, да ви набројувам реконструкција на училишта. Тоа е разликата. Во тоа е разликата, почитувани колеги, да не бројам за другите фирми. Ама проблемот е суштински. Проблемот е суштински. Оваа неправда е судбинска неправда која што некои скапо ја платиле. Во Битола, колега Диневски, после тат 50 луѓе си го одземаа својот живот. Ниту еден амандман на Уставот и ниту еден закон нема да ги врати тие луѓе. И нема да ги исправи трагедиите на тие семејства. Стотици други беа приморани да заминат Австралија, Америка, да си го бараат чарето. Ама нивни родители останаа во Битола. Нивни родители. И тие внуците не можат да си ги видат. Не можат да растат заедно со бабите и со дедовците. И тие неправди не се наплаќаат. Бадиела е. Што да направиме? Бадиела е. Затворени се вратите на многу семејства. Многу луѓе настрадале. Кој што не го доживеал на собствената кожа, кој што не преживеал макар неколку години, ниту еден во семејството да не му работи, како што јас сум преживеал, не знае што значи таа мака од трансформација на општествени предпријатија. Почитувани колеги, пред мене го имам стенограмот од првото продолжение на 61-та седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 27. мај 1993 година. Таа седница со црни букви е запишана во македонската историја. 61 седница. На таа седница, почитувани колеги, господинот Јане Милјовски го држи своето експозе за законот за трансформација на општествениот капитал. Ке ми извините и ке ми дозволите да ви прочитам неколку работи од неговото експозе. Така, одвоив малку. Слушајте внимателно. Радоста што конечно расправаме за овој закон е пометана со сознанието дека по мноштвото амандмани кои ги гледам пред нас, веќе не сум сигурен дека навистина ќе можеме оваа расправа да ја завршиме во едно радосно расположение. Му засметало на господинот Милјовски што имало пратеници што поднеле амандмани. Замислете. Понатаму, господинот Јане Милјовски вели, анализата покажа дека сите приватизации кои се правени во другите земји имале многу поограничени цели. Замислете, приватизациите во Словенија и во Унгарија, катастрофа. Во Македонија правиме концепт совршенство. Многу биле понејасни околу тоа како приватизацијата ќе се одрази врз развојот и врз стандардот и врз вработеноста. Од ипанашава приватизација Јане Милјовски што ја предлагаше и врз стандардот и врз вработеноста се одрази сјајно, рози цвета. Тие програми сметаа дека е доволно, се зборува за Унгарија, за Словенија, за Чешка. Вели, тие програми сметаа дека е доволно стопанството да се приватизира, а се друго ќе си дошло само по себе.
Ние имаме поинакво мислење, вика Јане Милјовски, како министер во влада на Бранко Црвенковски, не на Никола Клјусев. Никола Клјусев во коалицијски договор помеѓу Љупчо Ѓоргиевски и Бранко Црвенковски со гласовите и на едниот и на другиот веќе сменет од функција, веќе разрешен. Знаевме дека приватизацијата ќе предизвика позитивни промени и дека на крајот ќе донесе напредок. Тоа го вика Јане Милјовски. Понатака и вели, се одлучивме во програмата за приватизација да вградиме елементи кои ќе го скратат процесот на преструктурирање, елементи кои ќе смалат опасноста од безработеноста, замислете, вградувале они, внимавале да не останат луѓето без работа. Елементи кои едноставно ќе овозможат оваа радикална промена да се одвива што е можно по безбол. Внимавале луѓето. И Јане Милјовски, и Бранко Црвенковски како премиер, и Стојан Андов тогаш како председател на собрание, и Тито Петковски како пратеник во собранието, и ред други херои на тогашното време. Вика, прво појдовме од општата вистина, не може да се станува акционер со сила, со одлука на некој орган, кој ќе реши колку пари луѓето ќе одвојуваат од својот доход, како да луѓето дотогаш не одвојувале за градење на фирмите. Зошто, вика, неправедна била приватизацијата во Словенија, оти со сила им давале акции на луѓето, они не сакале. Нашиве луѓе во Македонија не смеело да ги доведуваме во толку лоша состојба, па со сила да им туруваме акции, како на словенците што им направија штета. На словенците било лошо што им дадоа по ваучерски принцип акции, во Македонија немало таква неправда да им правиме на граѓаните. И тоа тука, од оваа говорница, 93 година, 27. мај. И вика, токму затоа еден релативно правичен принцип е на секој граѓанин да му овозможиме еднаков пристап до акциите. А заборава да кажува дека ако не работиш во фирмата, немаш право да добиеш акции. Дали си работел во Мак Петрол или во Силика од Гостивар, нема разлика. Овој си добил акции од Мак Петрол, кои што коштаат денеска 1000 евра, овој добива од Силика од Гостивар, кој што е пропадната. Или овие што работат во образование, во полиција, кои што работеле во војска, кои што се тепале кај што требало да се тепат, тие не добија ништо. Ама Јане Милјовски вика да не им правиме штета на луѓето, сега сосилали да им даваме акции. Како да ги доведуваме во таква ситуација? Оти словенците, концептот што го направиле за приватизација, тој бил штетен. Тие не воделе сметка ни за стандардот на граѓаните, ни за безработеност. Ама во Македонија концептот бомбонче. Понатаму вика, ќе ви спомнам само еден пример како во светот ова се прави. Сите средства кои во Унгарија беа собрани од приватизацијата одеа за плаќање на надворешниот долг на земјата. Ние не мораме да бидеме толку стриктни, зашто тој екстрем е опасен. Унгарската приватизација била опасна, а Унгарија денеска е во Европската унија, граѓаните таму зимаат плата, обични работници 2000 евра. Ама тоа било екстрем. Тоа не чинело. Не требало така. Еве ова. Министерот СДСМ го вели од оваа говорница при носење на закон. Понатаму, дали нашиот тип на приватизација се разликува од другите и дали мора тоа да биде така? Ми се чини дека слободно можеме да говориме за македонски тип на приватизација, барем според она што е предложено во овој закон. Можем. За ова било правоче. Македонски тип на приватизација. Незапаметена, по-бандитска и по-криминална нигде во Европа. Македонски тип на приватизација, предложен од владата на Црвенковски, изгласан тука од сите пратеници на СДСМ и од мал дел од пратениците тогаш на Љупчо Ѓоргиевски. Понатаму вели Јане Милјовски, за да ги избегнеме шоковите за кои говорев понапред, мораме да ја приспособиме постапката за приватизација на самите субјекти. Карактеристика на нашиот принцип е идентификација на доминантниот собственик во секое предпријатие. Слушнете ве, молам. Идентификација на доминантниот собственик во секое предпријатие. Тоа може да биде едно или повеќе лица кои ќе поседуваат најмалку 51% од уделите или од акциите на предпријатието. На овој начин сакаме да создадеме услови за ефикасно управување со предпријатијата. А го вели Јане Милјовски. Да не помисли некој дека ја го вел.
Со ова решение се зголемува ефикасноста во донесување на стопанските одлуки. Но со овој пристап се постигнува уште нешто. И Јане Милјовски, видете што вели. Веќе на почетокот на трансформацијата се знае кој е идниот собственик и со тоа се спречува разграбување на имотот на предпријатието. Значи, уште еднаш. Веќе на почетокот на трансформацијата се знае кој е идниот собственик и со тоа се спречува разграбување на имотот. Значи, уште пред да почне трансформацијата на општествениот капитал, се знаел во секое предпријатие, бил идентификуван кој ќе е собственик на тоа предпријатие. Сега, да ви кажам еден детал. Во тој парламент имаше луѓе како тие пратениците од Прилеп што останаа во Македонија пат, колегата Сугаревски ги знае за кој зборувам, ама повеќето знаете кој беа. Социјалистичките директори на фирмите. Дали разбирате што се случи? Тие беа веќе утврдени, беа евидентирани кои се тие кои што ќе ги добијат предпријатијата, како што и кажал Јане Милјовски. Он им предлага да си изгласаат закон со кој што си ги добија фирмите. Или бар добија голем дел од акциите во фирмите. Може не доминантен во сите случаи, ама добија голем дел од акциите во фирмите. Затоа ние ви велиме, како сега јас да излезам, имам право да бидам предлагач на закон и велам, со овој закон што ви го предлагам секој од вас по 5 милиони евра да добие од државните резерви на Република Македонија, си гласаат претениците, секој ќе добие по 5 милиони, законски спроведено сето тоа и завршена постапката. Нема закон после што може да не суди, да не тужи, да ни прави нешто, поради тоа што се е по закон направен. Министерот на Црвенковски им предложи на пратениците на Црвенковски, кои што во 80% беа социјалистичките директори од тоа време, и по некој таков имаше и околу Љупчо, ги памтите добро, нив им предложи да изгласаат закон со кој што однапред беше идентификуван носителот, кој што ќе ги добие акциите. Затоа таа е законска, ама криминална приватизација. Политички криминал е направен. Политичка неправда на граѓаните. Со само една реченица Јане Милјовски кажува се. Одам понатак. Во дискусиите што се водеа по претходниот текст на законот многу често беше споменувано дека тој не води сметка за тоа дека во Македонија нема доволно капитал за откуп на предпријатијата. Легитимно. Некој во собранието му зборел на Јане Милјовски, му викала, бе човек, нема доволно капитал за да се откупат предпријатијата. Еден таков, тогаш го избркаа од СКМ, Петар Гошев. Го памтите него. Он го велеше тоа. Не во собранието, надвор од собранието и така. Тој им го велеше ова. Нема капитал, нема пари во државата. Луѓето од социјализам излегува. Единствени кои што имаа пари во Република Македонија беа дел од албанците кои што работеа во странство. Никој друг немаше готова пара во тој случај. И он вика, притоа многумина не забележаа дека водејќи сметка за проблемот на недостиг на капитал во Република Македонија, предвидуваме специфичен начин на откуп на средните и големи предпријатија. Кај средните предпријатија управувачките права може да се стекнат ако се откупи 20%. А кај големите предпријатија 10%. И сега подоле имам уште еден материјал, кај што ќе ви објаснам па како одел откупот. Тој откуп се правеше 7 години унапред, па после ќе плаќате. Некога ги го добивате управувачкиот капитет од 10 или од 20%. Туку во 7 години од која ќе го добиете. И затоа Стојко мафташе преска со еден лист од касата на фирмите исплаќани на работниците за да им се земат акциите. Таа теза ние ја кажуваме. Тие кои што ги добија предпријатијата на овој начин, со парите од фирмите им плаќаа на работниците за да им ги земат акциите. Дали разбирате? И не им требаше за управувачкиот пакет 51%, им требаше 10% на големите фирми. Тоа е играта во целата ситуација. Но лицата кои на ваков начин ќе стекнат мнозински управувачки права, ќе мора да понудат соодветна програма за развој на предпријатието. Меѓу агенцијата и лицата кои го превземаат управувањето со процент понизок од 51, се склучува договор за продажба со кој што меѓу другото се утврдува и рокот во кој мора да се откупи најмалку 51% од акциите.
Тој рок треба да е 7 години. Еве го тоа што ви го велам. Идеме понатаму. Друг дел од говорот на Јане Милјовски. Она што луѓето ги загрижува е прашањето дали се враќаме на капитализмот од почетокот на овој век. Легитимно. Нормален човек со средно образование, работник во некоја метална индустрија, си вика, абе сега ја бев газда на фирмава, или во социјализмот Демек, а он живеел кутриот во 40 квадрати стана, директорот рамноправен на него живеел во куќа од 400 квадрати, ама бар мислел дека е рамноправен со директорот, и си вика, абе сега ќе има капитализам. И одиме понатака. Тоа значи дали ќе почне безобзирна експлоатација, потполна несигурност на работното место, дали влегуваме во период на општа мизерија за најголем дел од вработените. Дали сега се враќаме во време на безобзирни методи на малтретирање на работниците, дали се враќаме во времиња кој оваа цивилизација веќе ги смести во минатото, пошто па неговиот татко учествуваше во национализацијата. Ова само ви правам ретроспектива. Можам само решително да кажам не. Ниту ќе се вратиме во тие времиња, нити ќе се случи катастрофа во поглед на вработеност. Јане Милјовски од оваа говорница 93-та при предлагањето на законот за трансформација на општествен капитал. Па, почитувани колеги, да не беа телевизиите во собственост на фирмите кои што ги приватизирате, а тие во собственост на социјалистичките директори кои што го назначија Црвенковски, а го тргнаа Петар Гошев од раководната позиција на СДС, уште тогаш граѓаните запартал ќе ве фанеа и по Вардар ќе ве пуштеа. Уште тогаш. Уште тогаш 200.000 луѓе. Имотот е првиот доказ кој бил криминалец и второ, кога се случила најголемата невработеност. 94 година 18%, 98 година 38%. А 92 16%. Значи, од 16% сте ја дотерале на 38%. Тие се два докази, нема посилен доказ. Сега палеле, слушам документација, дали на Стојко дедо му палел, дали на некој од на Љупчо пријателиве палел, дали во ЕМО се палела или во Браково Велес ја палеле документацијата, не ми е битно, бре, луѓе, нема документи. Ама криминалот ќе го докажеме со тоа кај кого е имотот и кога се случила невработеноста во Република Македонија. Одиме понатак. Вика на крај, ајде да не читам поеќе од него, премногу. На крај вика, се плашам меѓутоа од еден вид согласност. Ако генерално концептот по трет пат се поддржи, а со амандмани да се дадат такви предлози со што фактички ќе го уништат предлогот. Знаете зошто? Оти имало неколку пратеници, 5-6 души. Не зборам пратеничка група. 5-6 души кои што поднеле 300 амандмани на законот за приватизација. И тие 5-6 повеќето биле од ВМРО ДПМН. Не зборам ВМРО ДПМН, пошто Љупчо видовме во последниве 15 години каква улога изиграл. И тогаш и 94-та, кога свесно ја изнесе опозицијата СДС да има сама мнозинство тука, и 98-та, кога се зборуваше дека често се гледа со некои од тие социјалистички директори, и сега го гледаме, ви дава поддршка за да срушите ВМРО од власт. И го видовме со грците како соработува, и така натака, и така натака. И Јане Милјовски се плаши да не случајно со амандманите му се сруши концептот за приватизацијата. Што на ова вика Томислав Стефковски, еден возрасен господин, стасит човек, 2 метра височина, работник. Го памтите? Го памтите. Координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН. Тој беше еден од првите што му заврти грб на Љупчо Ѓоргиевски заради несогласување со неговата политика. Томислав Стефковски. Од автокоманда, мислам дека, или грешно, или од Бутов. Он бара вака. Пред да гласаме, го бара следното. Стенограмчето. Објективна и сеопфатна информација за големината, користењето и трансформираната општествена собственост. Извештај за трансформацијата на општествената собственост според законот за Анте Марковиќ. Бара колку изнесува општествената собственост капиталот во Македонија со состојба на 31.12.1992 година, а уште поточно со состојба 31. март 1993 година, бидејќи сите корисници на тој капитал прават, односно имаат направено завршна сметка за 1992 година и тромесечен извештај за 1993 година.
Понатаму бара колку изнесува општествениот капитал кој е трансформиран во приватен и кој е неговото учество во вкупниот капитал на Македонија со состојба на 31.12.1992 година. Трето, колку изнесува општествениот капитал кој е неправилно трансформиран, односно украден и кај кои правни лица е тоа направено со состојба на 31. декември 1992 година. Координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Томислав Стефковски, еден од првите што му заврти грб на Љупчо Ѓоргиевски, вика понатаму: колку изнесува општествениот капитал што ќе биде предмет на трансформација со законот и колку е неговото учество во однос на вкупниот општествен капитал на Македонија заклучно со 31.12.1992 година. Понатаму Томислав Стефковски вели: кој е износот на општествениот капитал ќе се пренесе номинално преку акции на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и на сметка на агенцијата. Човекот го бара ова пред да почне да расправа за законот. Бара колкав износ на плати неправилно се исплатени во интерни акции и колку е оштетена државата со даноците и придонесите што не се платени по тој основ. Знаете, тогаш на луѓето им вика: абе, 3 плати ти доцнеме, нема да ти ги платиме, ќе ти ги пресметаме како акции. Тоа го барал човек. Еден од првите што му заврти грб на Љупчо Ѓоргиевски. Постарите пратеници тука го памтат. Колку изнесува општествениот капитал кој е неправилно купен со интерни акции и бара мерки, решенија, пријави преземени од владата и СОК и други контролни органи за дотогашните трансформации. Вика, без таквите информации и податоци, пратеничката група на ВМРО ДПМН смета дека овој закон е неприфатлив. Знаете што се случува? Овие информации никој не ги дава, а поголем дел од пратеничката група на ВМРО ДПМН, предводена од Љупчо Ѓоргиевски, тогаш за жал дава поддршка на законот за трансформација на општествениот капитал. Заедно со сите до еден пратеници на СДС. Таа е коалицијата за која што многу кои што беа во ВМРО од самиот почеток, како мене, од 94-та, од мои 14 години, не гледав. Бев заблуден, слика дома чував од Љупчо Ѓоргиевски. Како господинот Китановски, кој што е основач на партијата и е столб во Кичево, и тој не гледаше. Како Силвана Бонева, како ред други тука, основачи на партијата кои што ги гледате, а се во редовите зад нас. Тогаш ние одевме со мислата дека се бориме за Македонија. Се бориме за правда, за демократија и така натака. Ама имало еден господин Љупчо Ѓоргиевски, на кого 2003 му покажавме кај е правецот и кај му е вратата, кој што цело време не водел за нос. Ние знаевме да собереме храброст, да се извиниме за тоа и да кажеме дека сме сгрешили. Ви препорачувам, ве советувам, посебно на помладите луѓе овде, на Сугаревски, на Тушева, на Маријанчо Николов, на Менде Диневски, на Гордан Ѓорѓиев, не знам, на другите помлади, на Голупчо од Делчево. Ви советувам, луѓе, соберете си храброст, соберете си сила, удрете им го стапот од СДС на тие на кои што не заслужуваат да ја водат СДС. Исто како што ние, луди, го направивме тоа во нашата партија. Ние никогаш не можеме да ви ја средиме работата, зашто на крај на криштата, ако сакат искрено, нас ни одговара тоа што е Бранко Црвенковски, председател на СДС, нас ни одговара тоа што Игор Ивановски, координатор на пратеничка група, нас ни одговара тоа што Јани Макрадули е предводник на опозицијата во парламентот и што е подпредседател. Па најдете еден човек што има убаво мислење за нив. Еден човек најдете, ни одговара. Ама вас не ви одговара, господине Сугаревски, вие сте 3-4 години постар од мен. Не сте учествувале во ниту една приватизација. Сте во СДС заради тоа што верувате во некоја идеологија. Господја Тушева, млада господјица со извинение, едуцирана, паметна, прошетана. Што она има со приватизација? Голупчо од Делчево, од просечна фамилија, од скромна фамилија, така? Така, Голупчо? Што имаш ти да ги штитиш овие? Или господинот Маријанчо Николов, колега од Велесми, со мене цело време еднакво растеме во политиката. Заедно станавме советници 2000 година, заедно станавме пратеници 2006 година. Колку што има имот он, толку имам и јас. Имотот на Маријанчо го заработил со плата како пратеник, мојот имот сум го заработил со плата како пратеник.
е евидентирано, влезено на трансакцијска сметка, излезено од трансакцијска сметка. Што има Маријанчо Николов да ги штити тие бандити по Велес 90-тите години што хараа по градот? Зошто дозволувате во таква улога да бидете ставени и утре само да ви ги утрат клоците, како што на многу пред вас им ги удирале клоците? Да, уште малце. Гледам нестрпливи сте, уште малце. Има тука една, сега има и уште една финта во процесот на приватизација. Тогаш, за да се утврди вредноста, она што велиме 2 милиарди и 400 или 400 милиони или 4 милиарди, колку вредел имотот. Велиме, треба да е проценета вредност, така? Господинот Китановски веројатно памти дека тогаш имаше методологија за проценка на општествениот капитал. Или господјата Дуличе, Постара, Трајче, Димков, Пачков и така натак. Ама памтати, еве и колешката, таа методологија, да, се извинувам, вака што ве двоја, ама со почит. Сега ги кажував помладиве во СДС што треба реформи да направи. Таа методологија, почитувани колеги, знаете што подразбираше? Било која фирма која што ќе се регистрира и само во статутот ќе напише дека е надлежна за спроведување на проценка, без разлика дали има еден вработен или нема, без разлика дали има претходно искуство или нема, да може да прави проценка. Било кој. Миле Пачемски, доктор гинеколог, регистрира фирма и може да прави проценка на капиталот на фирмите по Беро. Толку. Ама таа методологија еве, почитувана колешкиот рест. И вас ве почитувам, и вие сте од скромно семејство и така. Што имате вие врска со тоа што 93-та година методологијата за проценка на капиталот, кој што еден од алатките за криминалот направен во Македонија, е подпишано од председателот на владата Бранко Црвенковски. На 29 на седница одржана 29 и 30 ноември 1993 година. Еве методологијата како е правена проценката на општествениот капитал. Која нема видено, обратете се, односно најдете, се има во архивите. Се има. Ако ми верувате дека сите овие документи вчера и денеска ги обезбедив, жив да не сум. Све има таму. Еве и една друга методологија за изменување и дополнување на претходнава методологија, и оваа подпишена од Бранко Црвенковски 95 година, кога го обнови мандатот, кога граѓаните му дадоа прав правец. Не знам дали е нешто поврзано со не. Мисля да не е во октомври месец со атентатот на Глигоров заедно, ама не е. Законот за трансформација на предпријатијата со општествен капитал. Нема да ви го читам, нема да бидам Спиро Мавровски. Дебеле, голем е законот. Законот за трансформација на предпријатијата со општествен капитал. Подпис Стојан Андов и подпис покојниот Киро Глигоров. Ова е една од причините зошто ние понекогаш си почутуваме и подгалтнуваме кога се дискутира за некои работи од минатото. И кога ви велиме, немојте да рчкате таму кај што боли. Ова подпишан законот за трансформација на општествениот капитал од Стојан Андов, кој што, фала му на Господа, е до ден денеска жив, и подпишан од покојниот председател Киро Глигоров. И тоа е законот кој што е нанесе најголемата неправда во Република Македонија. Сега да се вратиме малце на правната проблематика. Нема да толкувам. Јас, пошто ќе излезат мангупи кои што заради нивните презимиња добивале титули во животот да го спорат мојот интелект, и нема да им го дозволам тоа. Ама ќе ви читам. Гледате дека ви читам. Едноставно. Кривичен законник на Република Македонија. Во Кривичниот законник, во член 3, вели: врз сторителот на кривичното дело се применува законот што важел во времето на извршување на кривичното дело. Тоа значи, ако денеска јас правам некое дело, за кое што во Кривичниот закон нема пропишано дело, или не е оквалификувано како противправно дејствие, никогаш ке не можете да ме осудите. Сега, не само што не биле напишани како кривични дела тогаш овие акти кои што ги правеле вашите партиски претходници, не викам фамилиарни претходници, партиски претходници,
туку нивните дела биле запишани во овој претходниот закон за трансформација на општествениот капитал. Еве тоа. Тука е легализиран криминалот, ама и во кривичниот законник вика ако не било пропишано кривично дело за одредено дејствие или недејствие во зависност со чинење или со нечинење, тогаш нема кривично дело. Понатака и вели, ако по извршување на кривичното дело е изменет законот еднаш или повеќе пати, ќе се примени законот што е поблаг за сторителот. Еве ние хипотетички велиме, вие прифаќаме иницијативата и ја немам никаков проблем да гласам за, да ви кажам искрено, заради тоа што со мојот глас или со гласот на пратеничката група на ВМРО ништо нема да се смени. Ништо, апсолутно. Што нема никакво правно значение ова. Дури после тоа ќе треба да менуваме закони, така? Треба да менуваме закони. Ама тоа вие не го предлагате, зашто не ви смета. Ова вие само го смислиле во Центарот за комуникации на СДС, само треба да видиме дали Наташа Савова или Петар Арсовски го смислил. Само тоа е дилема. Правно не е проверено. Тоа значи дека дури и сега да пропишеме дека одредени дејствија превземени тогаш се кривични дела, за нив ќе се применува поблагиот закон. Така е и според Устав, не според законот само. Така е и според Устав. Тоа е едно од начелата на Уставот. Тоа е начело демократско, верификувано со декларации на европските институции. Тоа е едно од придобивките на оваа цивилизација. Не дека тоа секогаш правилно се употребува, во конкретниот случај има бандити кои што го злоупотребуваат. Тоа право, ама тоа е така, тоа е правната сигурност. Во член 6 на овој закон вели: одредбите од општиот дел на овој законник важат за сите кривични дела определени во законите во Република Македонија. Тоа значи дека овие одредби што ги читам од кривичниот законник важат и за дела ако биле пропишани во било кој друг материјален закон. Че имат еднакво значење, за да нема некој мисла дека кривичниот законник нема влијание врз материјалното право во Република Македонија. Има. И уште еден член од кривичниот законник ќе ви прочитам, стои некој за застареноста кај што пишува 107. Став 1. Ако во овој законник не е поинаку определено, кривичното гонење не може да се превземе кога ќе поминат. И вика 10 години од извршување на кривично дело за кое според законот може да се изрече затвор над 5 години. Што значи тоа? Сите дела кои што ги правеле во текот на приватизацијата, да имаме, хипотетички ги наоѓаме документите кои што некој ги горел предходно. Сега викаме све еко што треба. Целата евиденција имаме, еве куп документи имаме тука, све еко што треба. Приватизацијата се случуваше 96-та, 97-та, 95-та, 94-та, 93-та. Тогаш се направи трансформацијата на општествениот капитал. Ама кривичното годење застарува дури и за дела над 5 години ако помина 10 години. Од 95-та година колку има поминато овие луѓе? 2005-та. Значи дури да ја внесеме сега, нема право што некого ќе го гони или што некого ќе го унакази или било што ќе му направи. А за делава помали од 5 години, вика 5 години од извршување на кривичното дело за кое според законот може да се изрече затвор над 3 години. Е такви дела знаете кои се? Лажно книговодство. Начин на кој што најголем дел од приватизациите беа спроведени на хартија, со лажно сметководство, со лажни водење на книговодство. Е тие се дела за кои што по 5 години настанува застареност. Ако во 95-та година се случило кривичното дело, веќе во 2000-та година застарел. Зошто Љупчо не ги гонел? Прашајте го Љупчо во коалиција. Тоа е. 2012 година сме. Не само што не може документи да се најдат, туку и да се најдат документи, никој не може да ги гони тие бандити. Затоа ви викам луѓе, не со промена на Уставот, не со промена на кривичното законодавство, туку дајте да тргнеме по трагата на имотот. Дајте да видиме тоа. Дајте да видиме кој колку има. Како може бе со пратеничка плата некој да живее у 200 квадрати стан? Ај, објаснете ми, луѓе. Како може со пратеничка плата некој да живее у 200 квадрати стан? Ај тоа да го видиме. Или ќе продаваме социјална правда дека се грижиме за луѓето, а дедовци, татковци, чуда, врагови учествувале во не знам шо. А немојте така.
Сите имаме град од кај што доаѓаме, сите ни ги знаат фамилиите, сите знаат све како е. Нема лажење со луѓето. И сега ќе почнам неколку работи да ви објаснам прецизно. Приватизацијата, имам еден материјал кој што е на англиски, нема да ви го читам на англиски, меѓутоа има многу интересни податоци. Вика, до 2001 година во Република Македонија биле точно, ова е материјал употребуван од меѓународни институции, да знаете. До 2001 година во Македонија биле приватизирани 1678 фирми, а останале за доприватизација 89. Само 89. Табелите погоре покажуваат дека имотот кој што е правен во приватизацијата бил проценет на 2 милиарди 324 милиони 191.235 еура. Во денешна, ова е тазе документ правен, сега е правена анализата, значи 2 милиарди и 400 милиони вредел општествениот им. По моделот, работниците да ја купат фирмата биле приватизирани 398 фирми со 17.000 вработени. Ама, анализата покажува дека тоа е само 3,42% од општествениот имот во Република Македонија. Дали разбирате? Овие фирми по број се многу, меѓутоа нивната вредност е само 3,40%. Овие вработници што ги купиле. Ама затоа, овие кои што ги купиле менаџерите, се 239, помалку по број, со 71.000 вработени и представуваат 14% од општествениот капитал во Република Македонија. Дали ја правите разликата? Че овие менаџериве, 14%. И така натака, и така натака. Вика, според анализите, најдоминантен модел во Република Македонија бил откупот. Овој за кој што Јане Милјовски преска ви читав, или околу 708 милиони евра. И имот бил трансформиран на тој начин. Вториот е друг начин. 75% од предпријатијата биле приватизирани со внатрешна партиципација, значи менаџерите или директорите. Само 25% биле приватизирани со странична приватизација, влегол некој одстран, со пари докупил имот во стечајна постапка и така натака и така натака. 75% од фирмите во Република Македонија во вредност, не во број, биле приватизирани на начин на кој што работниците ги земале акциите, па на работниците директорите им ги земале акциите, па отплаќале други акции во рок од 7 години, колку што им давале рок, па отплаќале од сметките на предпријатијата, па станале газди некој на 10, некој на 15, некој на 30, некој на 50, некој на 70% од капиталот. И тие луѓе се тие носители на имотот во Република Македонија. И затоа велам, ако сакате да ја провериме приватизацијата, да тргнеме по имотот. И сега ќе почнам да ви кажувам по неколку интересни вака работи кои што веројатно не ги памтите. Имаше афера Надеж пред 2 години за пристап. Тие во Словенија ги гонат за криминал. Главен лик во таа афера беше Дејан Верчич. И ние мислевме дека Дејан Верчич во Република Македонија само со аферата Надеж бил присутен и давал интелектуални услуги. Почитувани колеги, Дејан Верчич прв пат во Република Македонија е ангажиран 1997 година да направи рекламна кампања за тогашната агенција за приватизација, за да објасни колку е добра приватизацијата во Република Македонија. Истиот тој за кој што слушавме после дека е дел од аферата Надеж. Дали има поврзаност или не, вие си знаете. Ќе ви прочитам неколку авторитети во Република Македонија кои што јасно се произнесле по однос на вашето прашање. Професорот од правниот факултет Владо Поповски смета дека предлогот на лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски за незастарување на делата поврзани со приватизацијата има маркетнички карактер. Добро. И сигурно ќе кажете, добро, Владо Поповски е во ВМРО и го елиминираме, викаме не важи Владо Поповски, ама сега ќе ви читам од други луѓе. Джевдет Хајредин,
министер во многу влади на Бранко Црвенковски. Возрасен господин, човек и така натака. Вели, по однос на оваа иницијатива, ВМРО-ДПМН постојано ја злоупотребува оваа тема за приватизацијата. И Бранко Црвенковски беше принуден да излезе со ваков предлог. Со години целата вина за приватизација се фрла на него. Законските решенија беа такви што овозможија менаџерските тимови да дојдат до една доминантна позиција. Во самиот закон беше предвиден така наречениот менаџерски откуп. Затоа велам дека и во случај да се направи детална анализа на целата приватизација, на крај ќе бидат принудени да констатираат дека се применети законските одредби. Е тоа не го вели човекот ВМРО, го вели Джевдет Хајредини. Или Ванчо Узунов, го знаете? Тој што беше советник во кабинетот на Црвенковски додека овој ја вршеше функцијата председател на Република Македонија, а сега човекот е председател на економско-социјалниот совет на СДСМ. Он за оваа иницијатива, Ванчо Узунов, што вели? Дури и да почнат, нема ништо да направат, освен што жестоко ќе се напаѓаат. Идејата на Црвенковски беше Груевски да одбие. А ако одбие, значи од нешто се плаши, ама и тој прифати. Ванчо Узунов, председател на економско-социјалниот совет на СДСМ, го кажува о човекот е внатре, знае. Знае што била идејата на Црвенковски. Не ви го кажува Илија Димовски, или Владко Ѓорчев, или Николовски, ви го кажува Ванчо Узунов. Понатаму, Ванчо Узунов, односно понатаму Сашо Ордановски, друг еден лев експерт. Вика, ништо нема да биде од тоа. Премногу луѓе се вмешани, премногу документи се поплавени, премногу интереси се испреплетени. Тие работи се решаваат со револуција, а не со правосудна еволуција. Јас се согласувам. За прв пат со Сашо Ордановски се согласувам. И затоа велам, дај да тргнеме по трагата на имотот, да видиме кој денеска во Република Македонија го има општествениот имот. А не тука магија ќе правиме со некои глупави предлози, кои што бруцош направен факултет не би се осмелил да ги држи во рака, а не да ги поднесе како амандмани, и ќе се повикуваме на лажни титули, кои што сме ги добиле само заради нашите презимиња, заради ништо друго. Професорот на ФОН, факултетот на почитуваниот колега Фијат Цановски, Осман Кадриу, татко на активист на партијата на Имер Селмани, да, овој кој што беше во опозиција. Вика, ова е чиста политичка иницијатива, без реална основа да се расветла темната состојба, криминалот, девиациите при процесот на трансформација на државниот капитал, вели Осман Кадриу, и нагласува дека ревизија на приватизацијата не може да се направи ниту со интервенција во Уставот, ниту во кривичниот закон. И јас се согласувам со професорот Осман Кадриу. И затоа ви велам, дај да тргнеме по трагата на имотот, да видиме во оваа држава кој го има имотот. Не го вели ова некој професор од ВМРО-ДПМН, го вели професор чиј син беше од партија опозициона и е професор на ФОН. И така натака, и така натака. Инаку текстот од кој што ви го читам е од Утрински весник, да не мислите па дека е од некој весник кој што е близу ваму таму. Е од Утрински весник, текстот од 12.4. Со подпис на некоја новинарка, да не го злоупотребуваме имот. Имаме еден интересен документ, вика Одлуката за трансформација на АД Фершпет, Скопје, број 880, од 24.10.1994 година. Ева, 94 година. Одлука за трансформација на Фершпет. Да ја гледате. Фершпет денеска е собственик на неколку фирми, па кои што се собственици на една телевизија. Дали тоа има влијание или нема и влијание, и дали заради тоа советникот, личниот советник на Црвенковски е поставен за уредник на таа телевизија, тоа вие ќе си одговорите. Меѓутоа, 94 година, еве го документот за Фершпет. Има еден поранешен разузнавач, едно време и политичар, чие име нема да го злоупотребувам, меѓутоа човекот напишал текст за приватизацијата на Скопска пивара. Ја дојдов до тој текст овие денови, додека барав по интернет, ноќеска. Им го пратив на
практикантите ми го испечати. Вика, на менаджерите им се дозволи да ја откупат компанијата за 4 милиони марки. Скопска пивара е откупена за 4 милиони марки. Вика, не се, во тоа време кога се врши проценката на вредноста на Скопска пивара, која нели си ја проценија на багателни 4 милиони марки, во нејзините магазини држи залихи на хмеј, суровина за пиво, во вредност од околу 10 милиони марки. Значи, ја купуваат фирмава, Скопска пивара, за 4 милиони марки, а само во хмеј има 10 милиони марки во Скопска пивара. А фабриката колку вреди, тоа е небитно. Сега вика, кога 98 година доаѓа ВМРО ДПМН на власт, не по школото на некои други кои што побрзаа да се договорат со Љупчо Ѓоргиевски, овие газдиве од Скопска пивара побрзаа да ја продадат пиварница, доминантниот дел од себе, на странска фирма, за да не може да има ретроградност во постапките и ревизии. Фирмата на која што ја продале се вика тогаш Balkan Brew Holding Ltd, фирма од синџирот на Кока-Кола, и нејзи продаваат пакетот 51% за 34 милиони долари. Значи ја купуваат за 4 милиони марки, а 51 милион само за, а 34 милиони долари добиваат само за 51%. Но финалето вика доаѓа подоцна, кога на македонската берза фирма од синџирот на Кока-Кола ги докупува остатокот од 41,2% од акциите од Свето Јаневски и неговата дружина, популарно наречени како беа М6. М6, кои што денеска стопанисуваат со грозија, со лозовите насади на поранешен лозар во Велес. М6, да. Затоа ви велам ја да тргнеме по трагата на имотот. Шах, еве, тоа не го знаев јас. Шах му поклониле на Бранко Црвенковски. 41% од фирмата која што ја купиле за 4 милиони марки, ја продале за 79,1 милион евра. Тоа значи дека човеков вели, бивш разузнавач е човеков кој што ви го читам ова, разузнавач, дека со 34 милиони долари од 98 година и подоцнежните 79,1 милион евра, Свето Јаневски и неговата дружина заработија фантастични преку 100 милиони евра од продажбата на акции во Скопска пиварница, а ја откупија за 0 денари. И сега, почитувани колеги, вие сакате да се рамните? Со кого ќе се рамните? Со кого ќе се рамните? Со Мики Додевски, што дојде од Австралија на своји 32 години? Или со Стефче Трпковски, пратеникот од Сопиште, кој има 26 години и е дипломиран геодет, и кој што со мака и со труд успеал да се пробија во животот и кој што е од сиромашна фамилија? Со него ќе се рамните? Свето Јаневски ќе го рамните со Стефче Трпковски? Или Свето Јаневски ќе го рамните со кого? Со Наде Танчева Тулиева? Со Аце Спасеновски? Од сиромашна фамилија кој доаѓа и кој што со учење успеал да дојде до таму до кој што дошол? Свето Јаневски, со него ќе го рамните? Не можете, неприфатливо. Или во еден друг текст од Нова Македонија вели: ај проверете ја приватизацијата на тргот Текстил. Врска немам која е фирмата. Веројатно овие што се од Скопје знаат, ама вели во текстов дека таа фирма ги имала најдобрите локали во Скопје, најдобрите дуќани. Ама види што ти било. Во таа приватизација на тргот Текстил, двајца се офајдиле. Сакате да ги кажам? Нова Македонија го вели тоа, еве го текст. Едниот Ленче Софрониевска, другиот Драган Даравелски. Коалицијава меѓу Бранко и Љупчо била од порано, бе луѓе. Од порано била бе ова коалиција, а? Како било тоа возможно? Драган Даравелски и Ленче Софрониевски. Што, заборавија луѓето? Ке ги лажете? Со едно, кого ќе го рамните? Васко Пашовски од Свети Николе? Од сиромашна фамилија? Него ќе го рамните со тргот Текстил, со Fashion Group.
Соленче Софрониевска? Немојте, срамота е. Срамота е и греота е. Денеска во Република Македонија си имаме проблем со луѓе кои што не знаат како да работат со својот капитал. Заради тоа што капиталот го добија на незаконски начин. Едните ги создаде Љупчо, другите ги создаде Бранко. Тие се сега во коалиција против овие луѓе кои што сакаат да воведат ред во државата. Тоа е целата играчка. Вие сами си ја кажавте целта. Вие немате цел да се направи ревизија на приватизацијата. Вие немате цел да се врати имотот на вработените. Вие немате цел да се исправат неправдите. Вие имате цел да се заборави минатото. Така вчера Јани Макрадули кажа. Пу, не важи. Едниот има 100 милиони евра, другиот нема леп за јадење. Па уште ги манипулирате, ги буцкате, штрајкуваат. Порцеланка ја заглибавте со тешки милиони, ја вртевте низ 300 правни лавиринти, не знам Трифун Костовски, не знам овој, не знам оној, не знам ваква приватизација, поништување приватизација, Порцеланка денеска заврши како собственост на комерцијална банка. Имотот на Порцеланка денес е во собственост на комерцијална банка. И тие жални мои сограѓани од Велес, на кои што им ја жалам судбината, ги манипулирате и ги буцкате. Каде ви е достоинството? Каде ви е совеста и каде ви е честа? Да, на господинот Маријанчо Николов можам да му простам. И на господинот Менде Диневски можам да му простам. И на господинот Цугаревски можам да му простам. И на господинот Голубчо Ангелов можам да му простам. Само ако соберат храброст и расчистат во својата партија со тие кои што го направија злоделото врз работниците низ Македонија. Само во тој случај ќе ве ценам како доблесни и достоинствени мажи кои што заслужуваат да бидат предводници на сопствениот народ. Се додека не соберете храброст и да им кажете на овие неколку луѓе од првите редови дека не треба да бидат таму, дотогаш ќе сметам дека калкулирате со својата кариера, дека сакате само политички да напредувате, не ве интересира судбината на луѓето. Соберете храброст, степајте се ако треба. Ние сме се тепали. Во Панорама ни дојдоа 200 луѓе наоружени до заби, со палки, со пиштоли. Ја бев таму, Илија Китановски беше таму, Бонева беше таму, Васил Пишев беше таму, Миле Пачемски беше таму. Луѓе едноставни бевме ние дома не си одевме 2 недели. Ама расчистивме со тие таквите кои што сега не само што ви ја водат партијата, туку се и главни, а овие ние што ги избркавме од ВМРО ви се коалиција. Дали разбирате во што е проблем? Ова е само битка за политичка амнестија на Бранко Црвенковски, ништо друго. За утре на митинг да каже, еве ние им предложивме на ВМРО, они не прифатија и сега сме фит. Сите сме криви. Извинете, ВМРО ДПМН не прифаќа вина за приватизацијата. Не би сакал да навлегувам понатаму, да објаснувам како се бираа судиите во 96 година, чии роднини беа судиите, кои од судиите стануваа стечајни судии, како се наградуваа после тоа, како напредуваа во апелациони судии, како напредуваа во врховни судии, тие стечајните судии, само тие напредуваа, никој друг не напредуваше. Не би сакал да навлегувам како јавното обвинителство спиеше сите овие години и кој се работеше во тоа јавно обвинителство, се шетаа по градовите со вестник под рака, во 10 саат одеа на работа, пијат кафе, појадок со колегите, во 12 саат дома. Сите ги знаете во Прилеп кои работат во јавно обвинителство, во Струмица знаете кои работат во јавно обвинителство, во Велес знаеме кои работи во јавно обвинителство. Во каде? Во Битола знаете кои работи во јавно обвинителство. Така? Што правеа тие во овие години кога се правеше криминалот? Од чии пари плата зима? Се чутеа, така? И после напредуваа, нормално дека напредуваа, а минуваа. Среќа е што луѓето со своји очи ги гледа овие работи. И тој фиктивен свет во кој што вие живеете, гледајќи го Собраниево само, за вас важи, не важи за луѓето.
Сакате да ви зборувам како вештачки се задолжуваа фирмите во Фершпет, во Макпетрол, во Комерцијална банка, во Стопанска банка. Како фиктивно се правеа кредити. Како тие кредити прераснуваа во доверителски удели. Како доверителските удели прераснуваа во одземање на имот. Ајде да видиме Комерцијална банка со колку недвижен имот располагала во овие 20 години. Може ли? Ајде, тоа нека биде прв гест, голем од ваша страна. Црвенковски или неговиот тука човек Ивановски, нека предложи закон со кој што ќе побараме во овие 20 години целиот имот кој што се проврчел низ Комерцијална банка како недвижен, не мора пари. Недвижниот имот да го видим. И да видите како се раскрачмувало македонското стопанство. Па 80% од фирмите во Велес имотот поминал из собственост на Комерцијална банка. Сега лозовите насади во Велес не ги има, бе, никој М6 ги има, луѓе. М6, Свето Јаневски. Затоа ви велам, дајте да го провериме имотот, бе, луѓе. Имотот. Управната зграда на Лозар во Велес, знаете која има? Бивш кандидат за пратеник од СДС. Не ја има никој од ВМРО. Или сакате да ви кажувам како господинот Тито Петковски после големата победа на 15 септември дојде во Велес, имаше состаноци со вработени од сите фирми за кои што тогаш обвинувавте дека ги приватизирал ВМРО ДПМН. Тогашното ВМРО ДПМН, тогашните луѓе на Љупчо Ѓоргиевски. Знаете што им ветуваше Тито Петковски? Дека ќе се среди све, дека сите ќе бидат поапсени и дека фирмите ќе им бидат вратени на работниците. Знаете што се случи? Ниту една кривична пријава не окркаа бе овие претходни. Ние кога дојдовме на власт 2006 добија кривични пријави, едниот 9 кривични пријави. Овие што нас не ги товарате. Не бе, ги штитевте. Едниот да ти бил женина рода на Свето Јаневски. Другиот да ти бил братучет на Бранко Бојчевски. Третиот да ти бил не знам шо. Тоа беше приватизацијата. Затоа велам дека коалицијата помеѓу Љупчо Ѓоргиевски и Бранко Црвенковски била од многу поодамна. Само ние не сме ја гледали. И затоа сме ние криви. Да, тие што бевме во ВМРО. И таа одговорност си ја носиме и ќе си ја носиме до крај на живот. Ама вас ви кажуваме, на време, луѓе, имате сила зашто имате повеќе памет од нив. Тргнете ги од СДС. Сакате да ви кажувам за приватизацијата на Стопанска банка? Сакате за тоа? Со закон на ова собрание, во ова собрание на Стопанска банка и беа простени 250 милиони марки. А таа Стопанска банка се изработи што се изработи. Процесот на приватизација на Стопанска банка го почна Бранко, го заврши Љупчо. Именител знаете што е? Стопанска банка ја продадоа на грците. Врзете си ги работите во еден пакет. Стопанска банка е синоним на македонската трагедија во овие 20 години. Љупчо и Бранко заедно ја продадоа на грците. Тоа важи и за многу други работи. Да сте живи и здрави, да ви даде Господ сила која нашто ни даде 2003 година и еден ден побрзо да направите реформа во СДС. Благодарам. Благодарам. За реплика е пријавен господинот Ангелов Голубче. Повелете. Благодарам, подпредседателке. Колега Димовски, искрено ви го почитувам напорот, трудот што го вложивте, се со цел да ја измените перцепцијата кај граѓаните, вклучително и кај нас пратениците, за вас и за луѓето околу вас. Го почитувам тој напор. И едно можам да ви кажем. Од вечерва 100% сум уверен во тоа, дека ако нешто е погодено во ВМРО ДПМН, неприкосновено, да апсолутно само вие можете да одговорите на функцијата директор на Центарот за лаги и манипулации на ВМРО ДПМН. Поголем манипулатор тешко мајка раѓа. Со празна реторика, со манипулации, нема да ја измените стереотипната слика која што е формирана кај граѓаните, и ако навистина се грижите за луѓето кои што настрадаа
во процесот на приватизацијата, прифатете ги предложените измени и да одиме до крај. Само на тој начин ќе успеете да ја смените перцепцијата. Со лаги и манипулации нема да успеете. И сосема на крајот, се во ова што го кажавте, верувајте да го кажевте на детектор за лаги, во првите 10 секунди ќе цркнеше. Благодарам. Благодарам. Контрареплика, господин Димовски, или ја повелете? Колега Голубчо Ангелов, абе тебе ли те најдоа да ми реплицираш сам? Тебе ли те Колеги, најдоа? ќе ве молам. Абе, кај се овие јакиве говорници напред? Кај Игор Ивановски? Кај Андреј Петров? Кај Ана Павловска? Кај Гордан Ѓоргиев? Кај Јани Макредули? Кај Наташа Савова? Кај Маријанчо Николов? Кај Цветанка Иванова? Кај Минчев? Кај се тие јаки мажи и господи да се спротистават на аргументи? Кај се тие? Толку ви вреди муабетот, господине Голубчо Ангелов. Ви пожелувам не со мене, внатре во СДС да си ја добиете битката. Така ќе бидете маж кој што ќе го почитуваат во Делчево. Така, Игор Ивановски ќе ве удри по рамо, ама кога ќе дое редот и ќе ви удри клоца во газот. Вие вршете моја работата. Благодарам.